Направивме кратка пауза, се одморивме за време на рекламите и време е да продолжиме со работа. Време е и да ви ги представам моите следни гости за денеска. Со мене се Илија и Трајко Манасиеви. Здраво и добро ни дојдовте. Добро ни дојдовте. С оглед на тоа што не сте прв пат во мојата телевизија, претпоставам дека може би сте и ми познати на нашите гледачи, меѓутоа сепак нели рете да ве представам и рете да ве најавам, она за што ќе зборуваме во следните 15 на минути како тема е аикидо. Аикидо техниката, потеклото на аикидото, зошто е убаво да се вежба оваа вештина и се останато. За почеток јас би сакала накратко да ме воведете во корените на аикидото. Аикидото е јапонска борбена вештина. Самиот збор аикидо се состои од три јапонски букви: ај, ки и до. Ај е хармонија или љубов, ки е внатрешна енергија, а до е пат. Значи, ако го преведеме на македонски, ќе биде пат до усовршување на внатрешната енергија на човекот. Ако креираме сами во себе хармонија, тогаш може да креираме хармонија и со другите околу нас. Идејата на аикидо е преку борбата да се покаже дека на крај се создава нешто добро. Така, дали може да кажеме дека е популарна оваа вештина во Македонија? Да, апсолутно е популарна, со самото тоа што за веќе 10 години се отворија многу аикидо клубови, вклучително нашиот аикидо клуб кој веќе има над 300 ученика во сите овие години, така да, може да заклучиме дека е популарна затоа што е една од најефикасните борбени вештини. Так. Над 1 милион луѓе во светот практикуваат аикидо. Без разлика на возраст, без разлика на пол, аикидото е секогаш ефикасно. Так. Тоа е нешто кое што е развиено врз база на човековата анатомија. Секогаш ги користи слабите точки на противникот и од таму неговата агресија се контролира и се усмерува против него. Значи, колку е по-силен противникот, толку е по-ефикасна техниката против него. Така, токму тоа ми беше мене интересно, кога се подготвував за овој разговор, прочитав дека дури и многу посилни противници може да се совладат со аикидото и кога гледаме двајца во борба, така наречена нели борба, е кој едниот е послаб, сметаме имаме предрасуди дека нели ќе изгуби, баш напротив со оваа техника победува. Зошто е тоа така? Затоа што аикидото ги користи виталните точки на човековиот организам. Значи, самата техника потекнува од Јапонија. Знаеме дека многу техники потекнуваат од таму, меѓутоа аикидото е многу битно затоа што не само што се употребува и во цивилниот сектор, значи го употребуваат и воените структури, полициските структури, баш поради неговата ефикасност. Има многу техники во аикидото и според програмата се изучуваат и во нашата школа. Така, би можеле ли да ни кажете, кога веќе зборуваме за аикидото и за тоа колку е тоа добро, неколку причини зошто да се започне да се изучува оваа техника? Еве можеби некој од нашите гледачи баш во овие моменти би сакал да започне да се занимава со ваква нека техника. За да започне да вежба човек аикидо, да практикува аикидо, нема старосна граница. Значи, ние најмладиот ученик ни е од 5 години, а старосна граница веќе нема. Највозрастните учители сега во светот и се некаде околу 80 на години, тие кои што се останати живи ученици на создавачот на аикидото Осенсеј Морихеј Уешиба. Така што ја подобрува целокупната виталност на организмот, многу позитивно влијае на крвниот притисок, на виталноста на сите делови од телото, затоа што се користат практично сите мускули при вежбањето аикидо. И друга една работа се користи и психичкиот развиток на личност, значи психичкиот капацитет. Тоа веќе и научно е докажано дека влијае на работата на мозочните бранови многу ефикасно, така што нашите луѓе, оние кои што практикуваат аикидо, се во принцип смирени луѓе кои што никогаш не би влегле во некаков конфликт. Крајната варијанта е физичкото пресметување, затоа што дополнително во аикидото и нема ни правила, значи се може да се искористи. Така, тоа значи дека можеме слободно да кажеме нели дека како и сите други останати спортски активности и се она што е добро што се препорачува нели за во здраво тело, здрав дух и се останато може да се брои и оваа техника. Сакала да ми кажете зошто нема надпреварување во аикидото? Па затоа што аикидото е се уште вештина. Значи сите оние елементи на самоодбраната што ги има во аикидото би биле доволно опасни доколку би се употребувале на спортски
на спортски надпревари. Како што гледате во самиот клип кој оди моментално, има употреба и на дел од оружје. Гледачите може да видат џо и бокен. Значи, самото тоа што аикидото има употреба на оружје го прави да не е сразмерно со другите спортски вештини кои ги има во Македонија, па и во светот. Она што секако би ги интересирало нашите гледачи, велите дека треба да се познаваат сите техники, да се изучи оваа техника добро и секако да се совлада противникот. Меѓутоа, колку време е потребно за да се научи добро оваа техника? Па зависно од тоа колку човек е редовен на тренинзите. Ние имаме скоро секој ден тренинзи. Патот на секој оној кој што вежба аикидо е до крајот на животот. Значи, вообичаено се кажува дека ние се развиваме цел живот. Секогаш кога човек ќе стигне до една точка и смета дека таму е највисоката точка, тогаш или назадува, или толку е максимумот кој што го има. Ние си имаме за себе предвидено цел дека цел живот се развиваме. Затоа аикидото не завршува само во салата. Принципите на аикидото денес во Америка се принципи на бизнисот. Значи, секоја аикидото е една вештина која што се уште задржава од многу од својата филозофија. Така, пат кон мирот се вика аикидо клубот од кој што вие ни доаѓате. Кажете ни колку време постои овој клуб? Па формиран е 2001 година. Работиме според програма превземена директно од Јапонија и од некои европски земји. Со тоа што нашиот клуб веќе развива програма посебно за деца до 12 годишна возраст и над 12 годишна возраст. Клубот имаме посетено многу семинари низ Европа. Бевме првите ученици во Јапонија кои прв пат од Македонија можевме да учиме од едни од најголемите мајстори таму, дури од аикидо мајстори кои воопшто не ја посетиле Европа. Бевме во школото на создавачот на аикидото, негова лична школа која е основана од него. Така да нашиот клуб исто така учествуваше и во Германија на неолимписките игри. За прв пат од Македонија бевме представници ние. Бројни семинари, нормално доаѓаат и аикидо мајстори кои се од Европа во Македонија кај нас држат семинари, така да или ако има нешто да додаде. Па ние сме исто така познати по тоа дека први почнуваме со нешто, така во 2004 година за прв пат донесовме јапонски инструктор во Македонија, Минегиши сенсеј. После тоа таа дојде уште еднаш. Инаку таа е жена која што имаше тогаш 63 години. Минатиот септември кај нас беше гостин Курибајаши сенсеј, кој што е еден од 10 носители на 7 дан, кој што предава во Централната школа во Токио. Така што ние се трудиме и да посетуваме повеќе семинари, редовните тренинзи со нашиот учител од Бугарија Христо Михајлов сенсеј е исто така нешто кое што го одржуваме редовно, затоа што секој мора да учи од некого. Аикидо не може да се научи од DVD и од YouTube. Мора да имате учител. Тешко е да се научи. Тешко е да се научи, меѓутоа се што е тешко и вредно. Така што ние сме се одредиле да го одиме тој пат, нашите ученици исто. Редовно ги објавуваме нашите активности на нашата веб страна aikido.org.mk, така што се трудиме и оние кои што не се занимаваат со аикидо да се запознаат барем малку со филозофијата на аикидо. Така, успевате ли на овој начин да ги приближите луѓето до аикидото, говорејќи им за тоа колку е навистина добра оваа вештина? Да, веќе 13 години работиме на тоа, да во Македонија го проткаеме аикидото и да го внесеме како една вештина, благородна вештина која не треба да има возрастни граници, како што и напоменав, во нашиот клуб има посебна програма за мали деца до 12 годишна возраст и над 12 годишна возраст. Со самото тоа ние ги воведуваме нашите ученици во се она што е од техничкиот дел на аикидото па и од филозофскиот дел на аикидото. Има ли разлика меѓу момците и девојките кои се позастапени во клубот? Моментално имаме повеќе момчиња,
меѓутоа се надевам дека и покрај со допринос на вашата емисија дека ќе додат и девојки кои ќе се занимаваат. Нормално дека имаме и членови од девојките кои доаѓаат, меѓутоа треба девојките малку повеќе да се посветат на аикидото и на поредните вештини воопшто. Така. Многу ефикасна вештина, меѓу другото, освен за здравјето, за добро тело, за виталност на сите функции на телото, е меѓу другото и моментот на самоодбрана. Значи, ретко која вештина толку многу се употребува во курсевите за самоодбрана како што е аикидото. Така што особено за девојките е исто толку ефикасна колку и за момчињата. Дополнително што никаква физичка предиспозиција не треба за да ја направите техниката како што треба. Само треба да доаѓате редовно, секој може да се занимава со аикидо. На западот постои едно мислење дека луѓето додека се млади треба да се занимаваат со спорт или било каква вештина, на истокот е спротивно. Тие сватиле дека човековото тело како повеќе старе, толку е помалку флексибилно и тие токму обратно, значи кога веќе се во поодминати години или за да се задржи таа цела виталност на сите функции на телото, се занимаваат преку целиот живот со некаква вештина. Значи човек може да се занимава со било што, секое што му носи лична среќа и задоволство. Ние 13 години веќе го практикуваме и би сакале тој дух да се пренесе и на другите. Значи само треба да дојдат, да ги посетат нашите часови и да видат дали можат да вежбаат аикидо или не. Тие ќе бидат побогати за уште едно сознание. Така. Значи на некој начин треба да се ослободат сите од предрасудите, од стереотипите, дека можеби еве јас не сум за тоа, дека нема да успеам и сето на што го говоревме во текот на разговорот, онакако што и самиот вие споменавте, да дојдат, да видат и да се уверат во своите вештини. Ќе ни кажете ли каде се наоѓа Пат кон мирот клуб аикидо? Па имаме две сали во кои тренираме или доџо на јапонски. Првата сала е во Партизан, во градскиот парк. Втората сала е во Радишани, тоа е наша приватна сала на самиот клуб. Термините за во центар се вторник, среда и сабота, а додека во Радишани се понеделник, четврток и петок. Има ли некој посебен ден за упис или може било кога да дојде секој кој што ќе посака? Кога човек ќе реши да направи некоја убава работа за него, тој ден кога почнува, тој е денот кога се упишува. Значи кај нас може да се упишат преку целата година, подобро е да почнат порано затоа што ќе имаат повеќе време да научат. Не успеале само тие што се откажале. Инаку сите други научиле аикидо и се успешни луѓе во нашето општество. Така, нека биде тоа еден мотив на сите наши гледачи и порака да започнат нешто ново, да направат нешто интересно со себе, да откријат во себе некој нов елемент и секако да не се откажуваат. Тука некаде ви заблагодарувам за гостувањето, меѓутоа претходно ќе ве запрашам дали нешто пропуштив. Дали имате нешто да додадете? Па би сакале само да ви заблагодариме на можноста што ни дадовте преку вашиот медиум да ја пробиеме идејата за аикидо помеѓу македонската јавност и се надеваме дека ќе имаме уште многу можности, ќе ве поканиме на сите наши семинари, така што во секој случај ние сме за соработка за да ја промовираме вештината. Така, секако дека би со задоволство би ја прифатиле таа покана за посета на семинарите, а со самото тоа и на нашите гледачи ќе им прикажеме нешто ново што верувам дека ќе ги заинтересира и секако благодарам уште еднаш за гостувањето. Продолжуваме ние понатаму со програмата.